Почнете од почеток со Бони Сала. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Римјаните, 12 глава, 2 стих. Кога Павле им пише на римјаните, тој рече дека оние кои го прифаќаат Исус во нивните животи се трансформираат. Дали забележуваш колку малку трансформации во природата се инстантни? Растот на пупката цвеќе во плод е процес за кој е потребно време. Дури и гасеницата внатре во кожурецот се претвара во еластичен материјал пред да се трансформира. Среќавањето со Исус е често катализатор за трансформација, но тоа е ретко продавница во која се свратуваат еднаш за да си купат ново издание на себе си. Ангел се роди во христијанско семејство и повеќето луѓе во неговиот живот беа луѓе што се декларираа како христијани. Немаше друга културна опција за него додека растеше. Блискоста до Исус и дури и прифаќањето на Исус како дете не донесе трансформација во неговиот живот. Многумина од нас познаваат христијани кои не изгледаат ни малку трансформирани од Евангелието. Павле вели дека трансформацијата почнува со предавање на нашите дела на Бог. Римјаните, 12 глава, 1 стих. Ако нашите умови се обновени, ќе прифатиме дека Божите идеи мора да ги раководат нашите животи. Не може да се трансформираш со сопствените мисли. Следно, Павле вели дека додека нашите умови се трансформираат, ќе можеме да ја испитаме и докажеме која е Божјата волја. Дали се прашуваш зошто не се чувствуваш трансформиран или не можеш да ја препознаеш Божјата волја? Како што гасеницата се дава себе си, мора да се понудиме целосно себе си на Божјиот процес. Ангел знаеше кои се вистинските чекори што треба да ги направиме, но се дури не му предаде се на Бог. Не настана обнова на умот и вистинската трансформација. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.